Оваа снимка е снимена ден по завршувањето на предвремените парламентарни избори во 2011 година. Значи вечерта завршуваат изборите, сабајлето му се јавува Маноли Пари, и го викава во Деница да му даде пари. Колку треба да си алчен, зашто би ти дал тебе некој 80.000 евра, ако ти си ги странски агент, за да го смениш името, странски агент, ако ти си ги изгубил изборите пред 6 сати. Пари кои што зима за името. Пушти ги и двете. Кај што кажува дека нема проблем со промена на Да, името. вчера го објави. Никој сега мајката остана, мајката земела презиме, придавка северна, јужна, не знам како, никаква дека тоа врска нема. Неке биде проблем. Да, тоа да не се секираш тука ти гарантирам. И на националност е едноставно граѓан на република. Плюс тоа, нема поголем патриот од мене, јас сум робоволец за Македонија. Јас кога зборам, поинаку ме слушаат луѓето, него некој лигуш таму кој немал ништо да даде. А јас како остан? Да. Што не е вас. Тоа не баш гајле, брат. Гора можам рекси. Ајде исто, брат. Ајде. Живеј. Што мисли сега, а? И што да кажеме? Иначе не се овие у канцеларија снимени кај Љубе. Овие се првата снимка е од стан на Маноли. Првата снимка, втората е исто така Маноли и уште еден човек има таму. А кој е Маноли? Тоа прашуваат луѓето. Како бе, кој е Маноли бе? Тоа прашуваат луѓето. Газда Маноли бе, брат. Главен оперативец На? на грците На грците. од периодот од после 98 година, време на Љупчо дојде, мислам. Ај се Главен пушти го оперативец. видеото. Ова последната снимка е од Воденица и само ова како за контекст. Оваа снимка е снимена ден по завршувањето на предвремените парламентарни избори во 2011 година. Еден ден. Значи вечерта завршуваат изборите, сабајлето му се јавува Маноли Пари, и го викава во Деница да му даде пари. 100 бона, колку беше? Да. Тука 80 му дава. На 2 пати по 10 и тука 80. И му го викал во Деница да му дадел пари. Пази колку треба да си алчен, Бесконечно. за да зашто би ти дал тебе некој 80.000 евра, ако ти си ги странски агент, за да го смениш името, странски агент. ако ти си ги изгубил изборите пред 6 сати. Значи нема корист од тебе. И он станува и оди. Го пушта низ вода. Станува и оди да ги земе парите, овој во Воденица снимено. Сега да видиме пред Воденица како изгледаше.
И не бил Сашо управо, а? Очигледно бил. Како беше случајот против него што се водеше? Тортура. Каква тортура ме продава држава? Само момент. Сега Наталија ми пишува, ме избрифира, Маноли беше конзул во грчка амбасада, шпион и близок со Љупчо. Да, бе, да, главен оперативец беше у Македонија. После беше главен за купување на Окта. И на сите инвестиции што ги правеше Грција во Македонија, он ги координираше операциите. Да, сега Наталија. И сега чекај се, ја да те прашам. Може ли да го прогласиме Љубе за доследен политичар? Ако е политичар. Овде ветува промена на име, падна у затвор, го фатија со пари, искочи како што искочи, си отиде со Заев и го смени името. Сега, доследен ли е у промената на името, така? Работеше на таа агенда. Сега објаснете ми која агенда тој човек ја има со Мицко или Мицко со него. Само тоа објаснете ми го. Ево вие што се нервираат бунтурци и слични и љубевци. Која агенда може да ја имаат овие луѓе што го сменија името? Корпус деликти со 100.000 евра, колку 1000 евра е фатен, и глуми жртва. Он глуми жртва. Барса Лео, Наталија нели беше во неговата партија? Ја, Наталија и, ја бев. Филип бевме сите. Јас не негирам. Да. Јас ја напуштив партијата кога Сите ја напуштивме партијата кога почна ќе Љубе да соработува со Бранко. Значи ја у сабота, ако успеам да ги најдам, ќе ги донесам и сечоците од вестници, пошто знаете дека чувам све. Само не знам точно кај ми се. Јас имав дојава дека он зима пари од Косово. А имаше он врски, да. Значи, он имаше пари од Косово. Така сум чул. И се распрашав, и него го конфронтирав, и му кажав, чао, ти терај си го твојот пат, ја мојот. Мене бе И мислам дека ми е тоа добро. Еве, подпредседател. Мене прашањето ми беше кој работел против промената на името, а кој работел за промената на името. Еве, се гледа. Ако кој го апсеше овдека? Сашо Милко. Сашо Мјалков го апсеше. И беше под кривичен прогон за наводна тортура врз Љубе Бошковски. А што треба? Со локоми да го земат? Зима пари од странски агент за промена на име. Со локоми да не треба. Ај, ако сакаш дојди малце до станица. Што треба да прави државата? Русите како реагираат сега у Москва? Што направија? Да не ги замолија терористиве? Абе, дојдете малце да ви спрашаме. Една од карактеристиките на држава, кој имаш држава, е вака да реагира. За ваков тип, ова е најголем злостор што може некој да го направи. Да разговара за промена на име и пари да земе за тоа. Да продаваш државата за пари. Да. Може да биле груби джандарите, не знам. Има процедура како Кај биле груби? Меѓутоа, у принцип, ова е соодветно Абе, пробуе да бега. на делото. Ние анализиравме снимката која беше судењето за тортура. Значи имаше успорена снимка, имавме пуштено кај нас. Имаше и текст. Па нели беше тоа текстот за кој што ти реагираше Мисковски дека сме го бранеле Мјалков? Не. За Таргет тврдим. Ама и за тој после нели реагираше? А реагираа последни, да. Не, него сега прашањето ми овде нели било право. Прошли пат ми се пуштија дека гледачи у Зашто се пуштија? Демек за Сашо што сум зборил. Ај сега управо беше или не беше? Во овој момент јас сум бил против Сашо. Ама кога ќе согледаш фактите и вистината и кога ќе ги видиш двете страни, ќе видиш кој е управо. Овде кој беше управо? Љубе или Сашо? Очигледно е дека бил Сашо управо. Дека се борел против промена на името. Дека не кел да се смени името. А Љубе за преземените обврски си дотера со Заев и го смени името. Да. Со 8 пратеници на Минско.